Под слоганот еднакви и моќни форумот на жени на СДСМ денеска во Прилеп го одржа својот марш по повод 8 март, кој што започна од могилата на неповедените каде беше положено цвеќе на споменикот Жена Борец, а потоа колоната со членки од Социјалдемократскиот сојуз од цела држава се упати до участакот, каде беа упатени пораки за родова еднаквост и равноправност на жените во општеството. Беше потенцирано и тоа дека денес, иако бројот на жени во извршната и законодавната власт, како и во советите на локалните заедници е скоро ист, и биле донесени низа закони за подобрување на статусот на жената, се уште имало доста работа. Евидентно е слабото учество на жената како кандидатка за градоначелник. Недоволен е бројот на жени менаџерки. И понатаму медиумското представување на жените е полно со стереотипи и предрасуди, поврзани со родовите улоги во општеството. И понатаму жените се најчесто жртви на говор на омраза. Веќе се работело и на предлог текст за нов закон за родова еднаквост, која што морала да биде составен дел од секое општество. Замислете свет еднаков за половите. Свет без пристрасност, стереотипи и дискриминација. Свет кој е разновиден, правичен и инклузивен. Свет каде разликата е вредност која се почитува и прославува. Родовата еднаквост мора да биде составен дел од ДНК-то на секое општество. Премиерот Димитар Ковачевски истакна дека се работело на измена на изборниот законник за целосна еднаквост на жените и мажите на листите за пратеници и советници, како и на најмалку 40% жени во извршната власт и квота од 30% за избор на жени градоначалнички. Потребни сте на државата, на општеството, во сите области на општеството. И само со вашата тактичност, верба, одлучност, какви што ги имаат само жените, можеме да ги движиме успешно економскиот развој и европските перспективи напред. Ние, како социјалдемократи, сме повикани да зборуваме за предизвиците. За родовата еднаквост, за родовото насилство, за положбата на жената, за обезбедувањето еднаков пристап до можностите и ресурсите, како и со мажите, со еднакво право на целосно учество во општествениот живот, во нивните заедници, локално, централно и глобално. Од ВМРО ДПМН пак запрашаа во време кога државата се распаѓала на сите страни, кој ќе ги плател ваквите политички екскурзии и автобуси од цела држава кои што ги организирал Ковачевски. Каква иронија! Човекот кој пред само некој ден со крајно дрско и безобразно однесување кон пратеничката од редот на опозицијската ВМРО ДПМН денес ке маршира за правата на жените. Инаку постигнувањето на родовата еднаквост понатаму ќе биде услов при отварањето на секое поглавје од преговорите со Европската унија.